Во оваа видео би сакал малку да навлеземе во она што значи еден предприемнички пат кон успехот на еден предприемач, односно како можеш да го најдеш патот, односно да зборуваме малку за основите на тој пат кој што ќе треба да ги поминеш како еден предприемач. Ова видео презентација ќе се базира на книгата која што е насловена како Цик-цак принцип или стратегии за поставување на цели кои што ќе го револуционираат твојот бизнис и твојот живот од Рич Кристијансен, и кое што излезе пред неколку недели. Јас ја добив дента кога веќе беше официјално пуштена книгата во продажба и успеав да завршам, односно да ја прочитам за овие 3 недели. Значи, први сакам да почнем од она што е предприемништво и како може да се презентира презентира предприемништвото како еден процес. Значи, предприемништвото е како едно патување. Значи, немаш ништо. Односно, еден предприемач креира од ништо нешто. Тој предприемач започнува од една позиција и треба да стигне до таа позиција која што значи нешто. Што е тоа нешто ќе зависи од самиот предприемач, односно тоа е што предприемачот ќе смета дека тоа нешто е вредно или пазарот што ќе го вреднува тоа нешто од страна што е понудено од страна на предприемачот и бизнисот како креација на тој предприемач. Но тоа патување има една единствена дестинација. А таа дестинација е всушност успехот. Секој кога започнува бизнис смета дека ќе биде успешен бизнис. Никој уште во старт не планира дека неговиот бизнис може да пропадне или не. Успехот се дефинира различно и ќе зависи само од тебе кога ќе го дефинираш она што сакаш да го постигнеш со твојот бизнис. Но исто така тоа патување има и една и единствена карактеристика. Таа карактеристика е всушност неизвестноста. Ова е карактеристика за секој бизнис. Не постои тука некој бизнис кој што можеме да кажеме дека не постои воопшто неизвестност во тоа патување. Секој бизнис и секое патување предприемничко представува доста неизвестно патување. Ќе има многу препреки, ќе има многу кривини, ќе има многу застои, ќе има многу елементи кои што ќе успоруваат, елементи кои што ќе забрзуваат и сето тоа мора да се помине. Затоа и патот никогаш не е права линија, тоа е всушност еден цик-цак пат. Токму и затоа ми се допадна книгата која што е насловена како Цик-цак принцип од Ричард Кристијансен и во која што навистина опфаќа едноставни елементи кои што се обидуваат на некој начин да го визуализираат тој пат, барем до некој степен кога се започнува самиот бизнис и кога преминува од една фаза во друга фаза за да може да опстои на пазарот. Накратко ќе ги поминеме, значи елементите, оние основните, не се сите овие елементи кои ги опфаќам во оваа видео презентација, туку го избрав оние основните кои што едноставно го покажуваат тој пат каде што треба да се движи. Значи прво е подготовка на основата. Значи основата, тоа е вашето знаење како предприемач, вашите вештини, вашето искуство, вашата снаодливост, вашите финанси, вашите ресурси, вашите конекции, значи вашите познанства, вашите пријателства, вашите роднини, сето тоа што се нарекува едноставно твој капитал кој што го вложуваш во твојот бизнис. Забележувате дека само еден дел е оној финансиски капитал или финанси. Сето друго представува твое лично вложување. Затоа и многу често, иако финансите се многу важни за започнување на бизнис, секако зависат од самиот бизнис, но сепак не се и најважни за да се започне тој пат кој води кон успешност. Затоа што имаме многу повеќе елементи кои што доколку исто така се слаби и да имате финанси, тешко ќе може да се надополнат, освен ако во старт не успеете да набавите ресурси кои што ќе го заменат тоа ваше знаење, вештини и искуство, но тогаш веќе не сте оној предприемач во вистински смисол на зборот. Јас ова го нарекувам како бизнис потенцијална енергија во предприемачот и тоа е основата за секој бизнис. Тоа се темелите на кои што се гради тој бизнис. Колку е посилна бизнис потенцијалната енергија, односно колку е поголема истата, толку е поголема веројатноста дека бизнисот ќе продолжи и ќе застане на патот кој води кон успешност.
Понатаму, како втор елемент кој што е наведен во книгата е започнување со цик-цак. Значи првиот цик е да се биде профитабилен. Значи ова е она кое што како прва цел мора да се го постави секој предприемач. Значи прво целта ми е во 6 месеци, во една година овој бизнис да биде профитабилен. Во зависност од временски период кој што сметат дека е доволен, во зависност од потребни финансиски средства за финансирање на дневните операции на бизнисот. Сето друго што е потребно за да функционира ќе зависи колкав ќе биде овој временски период што ќе му го даде еден предприемач за тој прв цик. Но доколку не се успее во оваа прва цел, нема да се успее ни понатаму и затоа доколку во тој временски период кој што е доволен, односно кој што проценил предприемачот дека треба да биде профитабилен бизнисот, доколку не се успее, подобро е да се застане тука, да се вози малку во рикверс, да се навратите назад кон основите на самиот бизнис, што треба да се подобри, како да се подобри, или едноставно целосно да се запре со тој вид на бизнис и да се започне со некој друг. Понатаму втор цак е додавање на ресурси, процеси и системи во бизнисот. Ова се случува само кога бизнисот ќе постигне го постигне првиот цик, односно профитабилноста. Тогаш парите од таа профитабилност се вложуваат во ресурси, во дизајнирање на процеси и системи и имплементирање на тие процеси и системи во бизнисот, со што бизнисот ќе почне да функционира како една навистина успешна компанија. Но без тие ресурси, без тие процеси, без тие системи, тој бизнис нема да може да продолжи да се развива на патот кој води кон успешност. Како третиот цик е реплицирање на успехот. Повторно, бидејќи сега веќе постојат ресурси, процеси и системи во бизнисот, предприемачот не мора да е комплетно инволвиран во сето она што го работел претходно, како што било во првиот цик за да се биде профитабилен, како што работел во вториот цик за да ги избере ресурсите, за да ги определи процесите и системите кои што ќе се развиваат. Сето тоа е сега воспоставено во еден вид на автоматизиран систем кој што ќе може самиот, односно како еден жив организам ќе може самиот да се развива до одреден степен во кој што треба да се развива. И во тој момент, значи, веќе постои силен производ или услуга кој што се нудат на пазарот, постои пазар кој го бара тој производ или услуга и бизнисот може едноставно да го нуди тоа и да го испорачува тоа како вредно за тие потрошувачи. Иако има повеќе и цик, и цак, и цик, и цак, сепак авторот вели дека не треба да се оди со повеќе од 3 планирања предходно, односно повеќе од 3 цик-цак елементи за да се успее. Доколку ставите дополнителни елементи на тој пат, сепак ќе дојдете до една ситуација каде што ќе го загубите фокусот и нема да може да се продолжи кон оној вистинскиот пат кон води кон успешноста. Како трет елемент кој што се наведува се патобраните и потреба од патобрани. Како кога се наоѓате на пат, возите возило и секогаш кога има повеќе кривини, секогаш постојат патобрани. Кои што едноставно служат да доколку се случи нешто за да излетате од патот, ве вратат назад на истиот и да спречат поголема катастрофа. Тоа такво нешто е потребно и за самите бизниси. Значи тоа е нешто што ќе ти каже дека си забегал кога забегуваш. Нешто што ќе те врати на патот кој води кон успехот и тоа може да бидат твои соработници, систем на информирање или било што друго што едноставно ќе ти прикаже еден стоп знак и ќе ти каже стоп, застани до тука, затоа не можеш понатаму. Тоа е нешто, значи, кога започнеш да трошиш пари повеќе од колку што самиот бизнис дозволува да се трошат пари. Значи потребно е да постои таков систем, односно да имаш изградено такви патобрани кои едноставно ќе ти помогнат да се вратиш брзо на патот кога го губиш фокусот од истиот. И на крај, она што е исто така доста важно е, треба да се мотивираш себе си и твојот тим. Значи, мора да изградиш систем кој што после секој цик или цак или после секој успех или после секој елемент кој што го поминуваш од тој патот ќе те мотивира да продолжиш понатаму кон истиот пат за да се стигне до успешноста. Доколку нема соодветна мотивација, тогаш како и за тебе, така и за твојот тим, тогаш тешко дека ќе продолжи, затоа што овој пат не е едноставен. Затоа што овој пат бара откажување, многу
напор за да се помине. И како тоа се бара како од тебе, така и од твојот тим. Така да многу е потребно и многу е важно да и ти и твојот тим бидете мотивирани за да го продолжите патот после секој успех, односно после секој поминување на овој елемент што се смета за некаков успех. Тоа би било се за ова видео. Довидување.